Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Ако политичките аналитичари велат дека се многу известни резултатите на овие локални и председателски избори, ние вечерва во нашата емисија ќе анализираме дали може да бидат неизвестни политичките разврски после овие избори во Република Македонија, односно каков политички процес и можни политички турбуленции може да влезе Македонија во наредните 2 години. Останете со нас наредните 50 минути и нема да зажалите. Кои се најголемите предизвици пред двете најголеми партии во Република Македонија, дали ВМРО ДПМН после евентуално извоеваната апсолутна победа на овие избори и добивањето на председател на државата, градоначелник на Скопје и премиер на Република Македонија ќе биде во состојба да ја носи апсолутната власт и апсолутната одговорност во Република Македонија, и како второ дали опозицијата во Република Македонија ќе успее да ја држи отворена таа дебата и таа тема за изолација во наредните неколку месеци. Господи Јованковска, ако ВМРО освои апсолутната власт, како што сега стојат работите во државата, дали ќе сака да ја преземи апсолутната одговорност во Република Македонија? Тоа би било добро изненадување, затоа што досега сме виделе амбициозни влади, меѓутоа досега не сме искусиле како држава одговорна влада. Што сака СДСМ на овие избори? Имам чувство дека главната поента на СДСМ е да ја држи отворена дебатата. Затоа и мислам дека го избра Фрчковски за свој кандидат за председател, бидејќи очигледно не успеа во изминатите 2 или 3 години ниту со Бучковски, ниту со Шекеринска да држат отворена таа дебата. Јас тоа би го опишала како држење на нога. Вратата кога се затвора, држите ногата за да не се затвори сосема вратата, односно да не дојде до тотална, да речам, контрола на власта од страна на една партија или коалиција. Ако седите во кафана, коминатој петок што седнавте со председателските кандидати, што би нарачале, виски или антика? И едно и друго. Виски и антика е избор кога имате црно-бела слика. Тоа е нешто сосема друго. Па зар немаме црно-бела слика? Имаме и ние сакаме да развиваме. развиваме. Нано Ружи не вели дека сме заглавени од лифтот, меѓутоа го моли новиот лифт бој Ѓорги Иванов да го откачи лифтот и да го ослободи процесот на Македонија на зачленување во НАТО. Во вашето прашање лежи одговорот. Ниту едната, ниту другата опција, треба трета опција и ние тоа ќе понудиме на граѓаните. Дали тоа ќе го прифатат граѓаните, ќе покажат изборите, времето понатаму и така натаму. Што значи победа за ВМРО на овие избори по вас? Дали ВМРО може да освои 480.000 гласови, како што освои јули минатата година? Не можам да прогнозирам тука, немам никакви прогнози. Она што јас го гледам како испитување, дека има зголемено незадоволство кај граѓаните од политика, или ако сакате освестување од популизмот, кој што дефинитивно внесе некоја магија меѓу граѓаните. Меѓутоа, јас во една прилика реков, ова портокалова магла ќе се крене, таа мора се крени, и откако ќе се крене, ќе се види дека всушност резултати нема никакви. А што е поднослив пораз за СДСМ? Дали за Бранко Царенковски би била прифатлива границата меѓу 250 и 280.000 гласови? Под 250 веројатно тешко ќе може да го крени СДСМ повторно на здрави нозе. Над 280.000 гласови веројатно Зоран Заев ќе може самиот да побара да остане уште 4 години, бидејќи е донел партијата без малку до добар резултат. Што по вас? Не ми е во моментот фокусот колку ќе освојат ВМРО и СДСМ, фокусот ми е колку ќе освојат ЛДП. Така колку ќе освоите вие? Мислите дека имате поише 40.000 гласови? Нашиот главен да кажеме мотив беше да покажеме колку тежи партија. Мислам дека тоа е добро за нас, добро е за поранешните коалициони партнери. Ако сакате да покажете колку тежите, можете Шапорич да го ставите, тој е потежок од Нано Ружин. Значи, вие можете да провоцирате во ред, јас пак ви кажам уште еднаш дека ние мораме да се опробаме самостојно на избори. Ако се изразиме со тој политички речник кој е востановен и доминантен во Република Македонија, прашањето е кој на кого ќе му ја скрши повеќе ногата. Дали Љубе Бошковски на Никола Груевски или Нано Ружи на СДСМ? Господине Кикеновски, кој на кого повеќе ќе му скрши нога? Нано Ружи на СДСМ или Љубе Бошковски на ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН ќе остане осакатен за големиот број на гласови кои што ќе гласаат во оваа ситуација за Љубе Бошковски. А Нано Ружин мислам дека многу малку ќе одземе на Социјалдемократскиот сојуз. Господи Поповска, што според вас би била посна победа на власта, а тежок пораз на опозицијата? Зависи од очекувањата. Што се очекува? Заев, например, очекува 300.000 гласови да освои на овие избори. Дали за вас е реално да освои опозицијата 300.000 гласови? 217-218 освои Бучковски, некаде околу 230 и нешто илјади освои Радмила Шекеринска, Заев очекува 300.000. Мислам дека не е реално во овој момент. Колку е проценувате опозицијата, на колку мислите дека тежи? Не би влегла во оценкање, меѓутоа мислам дека тоа преголемо очекување. Никола Груевски имаше веројатно најголемиот резултат минатите избори, минатото лето, 484.000 гласови.
Очекувате дека ВМРО ќе може да го постигне тој резултат? Не би било можеби неможно да биде малку помала бројката и тоа не би бил неуспех воопшто, затоа што ова што се постигна на минатите парламентарни избори, мислам дека е апсолутен максимум што може во Македонија да се постигне. Значи, вие мислите дека и тоа многу тешко може да се оствари. Вие мислите дека ВМРО тешко ќе достигне таа бројка? Таа бројка, да, мислам дека е прилично висока и дека било кој тешко која бројка би била поразителна за ВМРО сега на овие избори? Поразителна нема да биде ниедна, затоа што резултатот ќе биде многу позитивен. Госпоѓа Ристава, колку лидери има денес СДСМ? Еден ВД лидер и еден во најава. Дали денес СДСМ клинички мртов? Само тоа никој не им го соопштува? Апсолутно не. Не знам зошто така трагично се сваќа кога СДСМ е во опозиција. За ВМРО никој не викаше дека е клинички мртов кога мислите дека јас тоа трагично го сваќам? Тешката фаза. Мислите дека јас го сваќам тоа трагично? Не, трагично се оценува. Мислам дека трагично го сваќа тоа членството на СДСМ. Мислам дека сте научени да сте доживотно на власт. И ви прави проблем кога сте во опозиција. Не, ние сме били и во опозиција. Друго што се случија ситуации во однос на лидерството кои што не даваат можност партијата да се консолидира, а дополнително сме оптеретени со постојани избори во земјата. Значи имате еден ВД лидер, еден шеф. ВД лидерот е не, еден во најава. Еден во најава. Да. И што ако се Старо нов лидер во најава. И што ако се само доживе тежок пораз на овие локални избори? Да доживее тежок пораз. Ја не мислам дека ќе доживее, меѓутоа и да доживее не е ни првата ни последната политичка партија и во Македонија и во светот што било да речеме тежок пораз за вас на СДСМ? Тежок пораз би било да, например, не добиеме ни еден градоначалник во Македонија. Може ли тоа да се случи? Еве да речеме ако отрнеме Зоран Заев во Струмица, дали во тие 10-15 други поголеми градови, не знам, Битола, Охрид, Прилеп, Велес, Штип, Куманово, дел од скопските општини, Центар, Карпош и така натаму, дали може да се случи СДСМ да нема градоначалник во ниту една од овие поголеми општини? Јас мислам дека нема да се случи во локалните избори, секогаш има мозаик. Што може да направи ДУИ после овие избори? Дали ќе менува името на партијата каде е содржан зборот за европска интеграција на Република Македонија? Дали ќе менува владата или на крајот ќе отрасира тој сопствен пат кон одредено политичко функционирање како класично акционерско друштво во македонската политика? Господица Емете, дали ДУИ полека се претвара во едно големо акционерско друштво, чија главна цел е да остане во власта? Не. Во кој акционерско друштво своје големо учество и портфолио, што би се рекло, свој капитал има ВМРО ДПМН? Па идејата, односно квалификацијата акционерско друштво прв пат ја произведе еден од претседателските кандидати од опозицијата. 2 години подоцна се докажа дека и неговата теза, како и повеќе тези на повеќе аналитичари за тоа како ќе се распадне ДУИ, се покажаа како неточни, како само погрешни предвидувања. Само профитот ве држи заедно. Каков профит? По профитот од власта. Кога ќе видите колку све разногласија постои ДУИ, меѓусебни припакувања, одредено сведување на некаков декор во рамки на владата, не гледам што друго би ве држало. Не се сложувам со таквата констатација. ДУИ го исполни најголемото очекување на сите етнички албанци во државата. Докажа дека во Република Македонија стабилна влада може да биде само влада во која освен македонскиот победник ќе биде представен и албанскиот победник на избори. Вие почнавте да практицирате одредена политичка пантомима. Дури станавте и експерти по политичка пантомима. Јас се прашувам дали ќе може да ви го слушнеме гласот во владата. Како се чувствувате, речеме, гледате МТВ пренос на седници на влада, како што премиерот без малку си игра и се поиграл со министрите на ДУИ. Зар не ви е непријатно? Зар не се чувствувате непријатно? Па најдобар индикатор или мерка за тоа што сме спровеле и како сме работеле сепак е поддршката кај граѓаните. ДУИ понатаму останува водечка, најголема етничка албанска политичка партија. Дали ЛДП сака по секоја цена да влезе во владата на Никола Груевски, дали ЛДП всушност со својата политика и со своите кандидати на овие избори сака да еминира македонската опозиција и дали на крајот Иво Манасиевски можеби ќе биде македонскиот Ивица Дачич?